Здраво и добро дојдовте уште едно видео каде што ќе збориме за историскиот развој на микробиологијата, односно за најзначајните умови кои допринеле за развојот на микробиологијата, за да биде наука која што ја знаеме како денес. И сега уште пред да може човекот да ги види микроорганизмите, многу истражувачи се сомневале во нивното постоење и во нивната улога во предизвикувањето на најразлични болести. Така што римскиот филозоф Лукретиус и лекарот Гироламо Фракастро претпоставиле дека болести се предизвикани од невидливи живи суштества, но сепак не знаеле што биле тие. Прв пат биле забележани од Франческо Стелути, кој користел микроскоп, но сепак тој не ги запишувал, не ги опишал, така што главната улога врз откривање микроорганизми му се препишува на Антони ван Левенхук, кој е од Холандија, и тој работел како трговец за облека, но во слободно време конструирал микроскопи, си изградил еден микроскоп од двојни конвексни леки, кој може да зголема 50 до 300 пати, и тој бил првиот кој ги опишал микроорганизмите. Уште од најраните времиња, луѓето верувале во еден термин кој се нарекува спонтана генерација, односно дека живите организми можеле да се развијат од нежива материја. Дури Аристотел, кој мисля дека некои од поедноставните инвертебрати се добиваат по пат на спонтана генерација, но овие верувања биле побиени од италијанскиот лекар Франческо Реди, кој направил експерименти каде што земал месо и го ставил во три садови. И ова месото почнувало да скапува, но едниот сад бил отворен, другиот бил затворен и третиот бил покриен, но со газа. И едноставно тоа што се случило е таму кај што бил отворен садот, мувите дошле, снеле јајца и по некој време се појавиле ларви. Таму кај што бил затворен не се појавиле ларви, немало никакви инвертебрати, а таму кај што имало газа, ларвите се појавиле на врвот на газата. И со ова на некој начин било побиено мислењето дека жива материја може да се појави од нежива материја, но сепак место се расипувало, се појавувала мувла и други работи, и сепак се уште не знаеле од кај пак тоа потекнува. Понатаму се изведували други експерименти со цел да се побие оваа теорија на спонтана генерација, и англискиот свештеник Џон Нетхам ги објавил резултатите од своите експерименти за спонтана генерација. Тој земал бујон, што е всушност хранлива смеса каде што може да растат микроорганизми, и тој го зоврил. И после вриење ги затворил цврсто садовите каде што го чувал бујонот, така што многу од садовите се заматували и содржале микроорганизми, и тој мислел дека органската материја содржи животна сила која може да даде живот на неживата материја, бидејќи бујонот се добива од органска материја. И неколку години покасно италијанскиот свештеник и натуралист Спаланзани го видоизменил експериментот така што тој првен ги запечатувал стаклените садови, па после ги вриел и не се појавил никаков раст. Се до токаш додека садовите останале запечатени, кога ги отворил, пак се појавил раст. И тој сметале дека воздухот всушност кој се наоѓа внатре садот е многу топол за да се јави раст, така да ако воздухот би бил ладен, пак ќе се појавил раст. Но многу истражувачи се противеле на ова и пробувале да го побијат. Тука е спаѓа Теодоре Шван, кој дозволил да навлезе во садови кои содржале стерилен медиум, откако воздухот ќе поминал низ врела цевка и садот и понатаму останал стерилен. Сличен експеримент извели Георг Фридрих Шроден и Теодор Вдуш, кои исто дозволиле да навлезе воздух во садот, но овој пат не било низ отвор кој бил загреан, така да воздухот да го стерилизираат, него имало филтер. Всушност филтерот бил стерилен и не се појавувал раст на микроорганизми, иако поминал воздух. Но и покрај сите овие експерименти, францускиот натуралист Феликс Поучет тврдел дека микробниот раст може да се случи без контаминација со воздух. Овие тврдења го испровоцирале Луис Пастер да докаже некои работи, и Пастер првин го филтрирал воздухот низ памук, при што открил дека честичките кои наликувале на растителни спори се заробувале во памукот. И доколку парче од овој памук се поставил во стерилен медиум, се појавувал раст на микроорганизми. Потоа ставил хранлив медиум во садови, чие грло го изложил низ пламен и создал кривини, и на крајот од грлото го оставил отворен.
Потоа медиумот го зоврел неколку минути и го оставил да се олади. И не се појавил раст, иако грлото на садот не било греено, а сепак било отворено и немало ни филтер. Тоа се случило бидејќи отворот бил толку тесен што спорите едноставно не можеле да поминат. Сега да разгледаме малце улогата на микроорганизмите во предизвикувањето на болести, односно како сме дошле до тој заклучок. Доста време им требало на научниците и лекарите да увидат дека микроорганизмите се поврзани со болести, иако Фракастро и други научници сугерирале дека невидливи организми се предизвикувачи на болести, најголем дел не верувале и мислеле дека тоа се предизвика на надприродни сили, отровни пари кои ги нарекле мијазми и од неизбалансираност на четирите состојки кои се мислело дека се присутни телото, дека неизбалансираноста на крв, рамнодушност, бест и меланхонија води до болест. Била широко прифатена таа теорија и уште од времето на грчкиот лекар Гален. Индиректен доказ дека микроорганизмите предизвикуваат болест дал и англискиот хирург Джозеф Листер, каде што кој бил импресиониран од работата на Пастер и за време на своите хируршки операции тој развил антисептички систем, при што не дозволува навлегување на микроорганизмите во отворените рани, бидејќи направил стерилизирање со топлина и користел фенол за попрскување на просторот и на масата кај што се вршела операцијата. Иако фенолот прилично добро ги уништувал микроорганизмите, деска знаеме дека е многу штетен за човекот и не се користи. Голем дел од пациентите имало кои умирале баш поради тоа, не од микроорганизми. Но прв директен доказ за улогата на бактериите во предизвикувањето на болести обезбедил германскиот лекар Роберт Кох со неговата студија за антраксот. Кох цело време инјектирал материјал од болни животни во здрави глувчиња, при што глувчињата се заразувале и умирале, но се тек на време земал парче слезенка која имала бацилус на антракс и го ставил внатре во серум на говедо, кај што бацилусот растел, се размножувал и продуцирал за спори. Кога изолираниот бацилус или спорите биле инјектирани во здрави глувчиња, се развил антракс. И од ова откритие се насловени еден вид на Кохови постулати кои може да се сумираат накратко дека микроорганизмот мора да биде присутен кај болните единки, но отсутен кај здравите, и дека микроорганизмот за кој се суспектираме дека го предизвикува заболувањето мора да се изолира, да порасне во форма на чиста култура, и кога изолираниот микроорганизам ќе се инокулира во здрав домакин, мора да се јави истата болест. И од заболениот домакин повторно да се изолира истиот микроорганизам. Пастер и соработниците, независно од Кох, докажале дека бацилус антраци предизвикува антракс. Имало еден круг на движење на антраксот, со тоа што од кога ги закопале мртвите животни, спорите на антраксот преживувале, и бидејќи црвите ги јаделе мртвите животни, црвите ги носеле спорите од подземја повторно на површината, каде што здравите животни ги ингестирале и повторно се заболувале. Добро, сега е поважно само да ги повториме повторно Коховите постулати. Значи, во прв ред, пронаѓаучот мора да го пронајде истиот патоген кај секој изумрено животно, треба тој да се изолира и добиениот патоген микроорганизам да се добие во форма на чиста култура и од тој да се инокулира во здраво животно, каде што ќе се заболи со исти симптоми, и во заболеното животно треба повторно да го најдеме истиот патоген микроорганизам. Тоа беше првиот дел за историјата на микробиологијата. Ќе продолжиме во наредното видео.